Традицијата и фолклорот се специфични феномени и се условени суштински од минатото. Во таа насока, во стратегијата на фолклорната дејност, најважно за зачувување на фолклорните добра е нивната заштита и одржување. Културно-уметничките друштва кои се од локален и интернационален карактер се оние кои најавтентично ја чуваат својата култура и фолклор. Во тој дух, општина Крива Паланка организира, поддржува и работи на афирмирањето на трајните вредности, културата и традицијата. Нешто што за секој народ е исконско и од непроценлива вредност, а е потврда на многувековното постоење и богатата историја. Финишираше 9-тиот поред фолклорен интернационален фестивал Свети Јоаким Осоговски во организација на општина Крива Паланка. Од 25 до 27 август градот живееше и пулсираше во духот на музиката, песната и играта. Секој ден пред официјалниот старт на програмата се одржуваат дефилиња низ улиците на градот. Учесниците со своите колоритни носи и интересни кореографии го привлекоа вниманието на посетителите, кои имаа можност одблиску да уживаат во изворниот фолклор, карактеристичен за нивното поднебје. На ова фестивалско издание, кое траеше 3 дена, учествуваа фолклорни ансамбли од Романија, Белгија, Северен Кипар, Турција, Србија, Бугарија и секако Македонија. Ова година за прв пат имаме фолклорна група, тие се повеќе карневалска група од Белгија, кој има некој необичен настан, да речем, тие и одеа со портокали, подарува портокали на граѓаните каде што поминуваат. Потоа имавме символично палење на тој жилот. Јас имав таа можност да бидам и во Белгија на сличен овој настан. Ова нивна манифестација се прави на почетокот на пролета и самото тоа палење на жилот, тоа значи дека напуштање на зимата и доаѓање на пролет. Така да, еве, тоа се обидува луѓето да го дочерат и овдека во Крива Паланка и мислам дека беше симпатично, мислам дека беше пријатно примено и од страна на нашите сограѓани. Она што исто така ме импресионираше тоа да сите овие 3 вечери, значи дефилето поаѓаше од различни места. Првиот ден појде од Центарот за култура, вториот ден појде од кај Житни магазин, третиот ден појде од Осечка мала, така да целиот град уживаше, низ целиот град поминаа сите овие фолклорни ансамбли, сите овие фолклористи и така да имаше една пријатна атмосфера. На некој начин пријатно беше да се гледат луѓето како се задоволни со сето тоа, еве во нашата мала беше од кај нас помина и така да сметам дека ја постигнавме целта. Задоволни од домакините, воодушевени од богатата култура, традиција и долгата многовековна историја, беа впечатоците на сите гости кои беа дел од фестивалот. Прв пат сум во Македонија, значи на Балканот. Гостопримството е многу добро и многу добро се чувствувам. Bugün çok güzel bir festival. Особено сакам да кажам дека ова е еден од многу убавите фестивали кои ги имаме посетено. За организацијата беше многу добро спремна во градот Крива Паланка и специјално сакам да му се заблагодарам на градоначалникот кој го организира овој настан. Само на ваков начин се докажува и оправдува номинирањето на Крива Паланка за град на култура за оваа година. И во последниот период има низа културни настани кои ќе го привлечат вниманието не само на жителите од Крива Паланка, туку и на околните градови.